Добро вечер, саботно празнично издание на Дневникот на Канал Плюс. Погледнете ги настаните на денот. Денес е Велика сабота, се празнува пребивањето на Исус Христос во гробот. Пред полнок се оди на црковна литургија, оние кои постат по полнок се пречестуваат. Сдруженијето Македонски Егеј од Штип организира великденска средба на сите македонци од Егејскиот дел на Македонија. Средбата ќе се одржи во манастирот Свети Пантелеимон, Радовишко. Младите во Македонија се почесто се активираат во хуманитарните организации. Денес е Велика сабота, денот помеѓу смртта и воскреснувањето на Исус Христос. Православните христијани пред полноќ одат на црква во спомен на Христовото воскреснување. Велика сабота се празнува во спомен на прибивањето на Господ Исус Христос во гробот и неговото воскреснување. Телото е присутно во гробот, а неговиот дух е присутен во адот. Велика сабота е денот меѓу смртта и воскреснувањето, меѓу петок и Великден, денот што ги спојува раснувањето и радоста. Христос просведочил дека е дојден крајот на стариот век, чиј символ е празнувањето на саботниот ден и започнува новиот век, во кој се празнува денот на неговото воскресение, денот кој сите христијани со желба го исчекуваат. Денеска се привршуваат последните подготовки, се готви и се чисти. Пред полнок се оди на црковна литургија, се прави обиколка околу храмовите, секој со запалена свеќа ја слуша црковната молитва. Точно на полнок се објавува веста за Христосовото воскресение. Граѓаните пред црковните храмови се чукаат со јајца за здравје, среќа и напредок и во чест на Христосовото воскресение со запалена свеќа се враќаат во своите домови. Православните христијани кои постале за великденските празници остануваат во црквата за големата литургија, се пречестуваат и се омрасуваат со јајце. Втора великденска средба на Македонски Егеј од Штип. Местото за прославување на овој празник ќе биде во манастирот Свети Пантелеимон во Радовишко. Годинава, на вториот ден Великден ќе се одржи традиционална великденска средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија, кои живеат во земјава и странство. Во понеделник, 21 година поред, Сдруженијето Македонски Егеј од Штип ја превзема организацијата за оваа средба, на која ги повикува сите граѓани во манастирот Свети Пантелеимон, кај селото Брест, Радовишко. По повод великденските празници, на вториот ден од Великден, 13.4, Сдруженијето Македонски Егеј го организира традиционалната 21 великденска средба која се одржува во манастирот Свети Пантелеимон во селото Брест. Па се повикуваат сите заинтересирани граѓани кои сакаат да присуствуваат на оваа манифестација, дека Сдруженијето Македонски Егеј има организирано превоз и тоа во 8 часот и 30 минути еден автобус ќе тргне од населба Железничка, населба Македонка, населба Балканска, новата пошта и директно во манастирот, а другиот ќе тргне од населба Сењек, населба Баби и пред новата пошта. Како и секоја година, се очекува овој собир да биде масовно посетен. Се очекуваат гости од цела Македонија, има најава дека ќе дојдат и од другите држави, луѓе кои се по потекло од Егејскиот дел на Македонија. За сега толку пак ќе видиме кој ќе присуствува. Поканети се луѓето од Министерството за култура, премиерот на државата и имаме други гости. Знаеме дека имаме потврдено најава од Тодор Петров и Бојда, па другите ќе видиме кои ќе дојдат на самиот ден на забавата. Сдруженијето Македонски Егеј оваа година, благодарение на оваа соодветна организација, ќе го прослави вториот ден Великден на традиционалниот собир на кои се создаваат и се враќаат спомени.
Програмата Општинско корисна работа, која започна во 2012 година во рамките на оперативниот план на владата на Република Македонија за активни мерки и програми за вработување, веќе е дел од редовниот оперативен план во повеќе општини. Станува збор за проект подржан од UNDP, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика, преку кој се ангажираат невработените лица за помош на лица со инвалиди. Трајанка Михайловска е од Штип, родена со оштетување на видот и е една од првите корисници на услугите на програмата Општинско корисна работа во Штип. Презадоволна е од проектот, вели дека очекувањата и биле исполнети. Очекував помош од асистентите во смисла на пешачење, на помагање на компјутер, на интернет, нешто што ми треба, што не можам да се снајдам сама. Некако да пазарам, да речеме, за пазарење во продавници, текстил, обувки, храна. Што се однесува до помош во домаќинството, истакна дека се снаоѓа во сопствениот дом, се снаоѓа околу шпоретот, готвење, чистење, единствена потреба од испорачателите на услуги и се прошетките. Во градот можам да дам сама со стапчето, значи без помош на асистент, меѓутоа не можам да ја најдам продавница, значи здравствениот дом, не знам точно каде е влезот, не знам да се снајдам натре во која соба треба да влезам. Значи не знам која е продавница за текстил, која е за обувки. Јас не можам да шетам сама, можам да отидам, да речеме, до центарот сама и да се вратам, ама не можам да пешачам подолго, не можам. Па и друштво треба за пешачење, нели секако. Со оглед на фактот дека овој проект наскоро повторно ќе започне да се реализира, госпоѓа Михајловска повторно ќе аплицира и се надева дека од одредената локална комисија ќе излезат во пресред. А кога точно ќе започне проектот, дознаваме од општинскиот координатор. Терминот за аплицирање до UNDP беше 10 април. Следува период на евалуација и селекција на програмите за општинско корисна работа. Откако ќе се евалуираат и селектираат програмите, следува потпишување на договор со UNDP за спроведување на програмата за општинско корисна работа. Потоа ќе се пријавување и селекција на крајните корисници како и невработените лица, значи тоа ќе тече во месец мај. Давателите на услуги, евидентираните невработени лица може да аплицираат во Агенцијата за вработување на Република Македонија во Штип. До сега заинтересираноста била на исклучително големо ниво. Проектот или активната мерка општинска корисна работа ја пројавува доста интерес кај младите лица и кај останатите. Можем да зборувам за искуство од минатата година, од прошлата година. Во Центар за вработување во Штип имавме апликанти од околу 17. Нашиот проект за минатата година го сметаме за успешен. Проектот Општинско корисна работа за представниците на UNDP се реализира доста успешно. Минатата година беа вклучени 30 општини, вклучително и општината Штип, а додека вкупниот број на невработени лица кои што најдоа свое вработување или работен ангажман минатата година изнесуваше 142 лица. Оваа година, препознавајќи ги бенефитите, нели, што ги нуди програмата и за оние кои што ги добиваат услугите, меѓутоа и оние кои што се вклучуваат како испорачатели на услуги, владата одлучи бројката на невработени лица кои што ќе бидат вклучени во програмата да се подигне на 300. Откако ќе завршат сите селекции и ќе биде одржана обуката за испорачателите на услуги, месец јуни е крајниот термин кога повторно ќе започне да се реализира програмата Општинско корисна работа. Бројот на крајни корисници на ниво на држава е 9000, а за оваа година со одлука на владата на Република Македонија ќе бидат ангажирани 300 невработени лица. Зборувањето во сон е пореметување во спиењето кое може да се јави за време на секоја фаза од сонот. Експертите велат дека состојбата е минлива и може да се појави во одредени периоди од животот. Околу 50% од децата и 5% од возрастните зборуваат во сон. Речиси 50% од децата и околу 5% од возрастните зборуваат во сон. Зборувањето во сон е пореметување во спиењето кое може да се јави за време на секоја фаза од сонот. Сонот и сенувањето представуваат една посебна состојба на свеста, каде што мозочните бранови ја менуваат својата бранова должина.
Обично во детската возраст се појавуваат дисоцијативни неврози, кои што се манифестираат претежно во ноќните часови, кога нели цензорите се попуштени и кога може да се јави во вид на чкртање со заби, мокрење или дефекација во креветот, потоа зборување или сомнабулизам, односно месечарење. Сепак, експертите велат дека состојбата е минлива и може да се појави во одредени периоди од животот. Предпоставувам дека овие се минливи состојби во определен период на детската развојна возраст, меѓутоа во колку тие се почесто појавуваат и траат подолг временски период, секако дека треба да се побара психијатриска или психолошка помош во зависност од степенот на невротичноста кај децата. Се уште не е јасно што точно предизвикува еден човек да зборува во сон, но експертите на ова поле велат дека оние кои зборуваат во сон се несвесни за своето однесување. Зборувањето во сон може да биде симптом на многу посериозно пореметување, како што е ноќна апнеа, кошмари, генетика, како и пореметување врзани со REM фазата од сонот. Зборувањето во сон може да се случи кога личноста има треска, кога е ненаспиена, депресивна, под стрес, а големо влијание секако има и средината во која живее и се социализира индивидуата. Ако личноста ретко зборува во сон, не треба да се грижите, но ако тоа се случува секојдневно, треба да зборувате со експерт. Секако дека психолозите кои што се вработени во јавните здравствени установи се обучени за работа со личности кои што имаат пореметување во функцијата на сонот и сонувањето, и секако психијатрите. Поради зборувањето во сон може да бидете и хронично ненаспани, со што го зголемувате ризикот од кардиоваскуларни болести, дијабетес и дебелина. Македонците се најбројни жители со бугарски пасош според статистиките од извештајот на Министерството за правда на Република Бугарија. Од година в година се настојува тој број да биде се помал. Официјалниот извештај на Министерството за правда на Република Бугарија покажува дека 5527 странци добиле бугарско државјанство од 1 јануари до 1 декември 2014 година. Од тие што добиле бугарски пасоши, најголем е процентот на македонците со околу 1700 жители. Според извештајот, двојно повеќе поднеле барања за добивање на бугарско државјанство за последните 11 месеци. Од нив 5005 лица се со македонско потекло. Од податоците на Министерството за правда станува јасно дека продолжува трендот се потешко странците да докажуваат бугарско потекло и да добиваат пасош. Ова важи во најголема мера за македонците кои добиваат бугарски пасоши за да може да патуваат без визи во земјите членки на Европската Унија. Последните години, откако Европската Унија ги заостри контролите на издавање на бугарско државјанство, опаѓа бројот на издадени пасоши. Во 2013 година биле издадени 8408 бугарски пасоши. Во 2012 тие се двојно повеќе, а во 2011 година достигнуваат рекордни 18319 издадени бугарски пасоши. Граѓаните од третата доба од Пехчево и во 7-та и 8-та деценија од својот живот знаат да се забавуваат и рекреираат, а доста се успешни во спортот. Во последните 8 години на пензионерските спортски игри имаат освоено дури 50 на награди и признанија. Инаку Сдруженијето на пензионери во Пехчево е едно од најстарите здруженија во Македонија. Пензионерите од Сдруженијето на пензионери од Пехчево, кое е едно од најстарите формирани здруженија во Република Македонија, знаат да се забавуваат и на 60, 70 па и 80 години. Тоа е здружение кое е меѓу првите по организирање на пензионерски екскурзии и излети, каде покануваат пензионери од цела Македонија. Организираме редовно по 5 до 10 екскурзии низ Македонија, па и во Бугарија сме биле. Така да, на еден начин, мисля, пензионерите рекреираа се. На еден. Ланската година така еден доста успешен пикник организираме на Равна река со некаде 16 здруженија и тоа рачунаме да стане традиционален пикник на Петровден на 12 јули и за таа година е така запланирано.
Доста успешни се и во учествувањето на спортските пензионерски игри и смотри, а за последните 8 години имаат соберено околу 50 награди и признанија. Одиме према програмата и на Сојузот на пензионери на Македонија. Имаме своји програми, учествуваме на регионалните спортски надпревари по 4 до 8 дисциплини учествуваме во спортски. Учествуваме на ревиите за песни игри кои се одржува. Награди имаме освоено, до сега имаме освоено некаде за овие 8 години имаме некаде околу 50 признанија, благодарници, награди и први места, и втори места, и трети места. Најдобри се во дисциплините пикадо, шах и стрелање, кои во катчето кои го имаат само за себе секојдневно ги усовршуваат. Расти интересот кај земјоделците за набавка на земјоделска механизација. Во источниот регион земјоделците најмногу заинтересирани за новите трактори. Парите за апликација можат да ги позаимат од гарантниот фонд, а враќањето на парите ќе го вршат од ИПАРД средствата. Делот за другите пари ќе ги враќаат во банка на рати. Расти интересот кај земјоделците за набавка на нова земјоделска механизација и приклучни машини преку ИПАРД програмата. Во источниот регион, земјоделците најмногу се заинтересирани за нови трактори. Новитет во овој повик е што државата формираше гарантен фонд кој што изнесува $25 милиони на кој што може да го користат сите они кои што ќе аплицираат за ИПАРД. Тоа значи дека почетната инвестиција ќе може да ги поземат парите од гарантниот фонд, па со враќање од ИПАРД средствата ги враќаат во гарантниот фонд, но потоа другиот преостанатиот дел од 50% ќе може преку банка на неколку години на рати. Тоа плаќање може да биде еднаш во годината или пак на неколку месеци или само на откуп на земјоделските производи или пак само на субвенционирање. До сега од пијанечко само 16 земјоделци ја искористија можноста за обнова на својот машински парк, но сега се со намера да ја искористат поволноста што им ја нуди агенцијата. Можноста е многу добра, супер е. Заинтересирани за земјоделски машини, ние земјодели работиме 100 часов поддржуваме, а до механизација не може да дојдеме. Ова е многу добра понуда и тераме поддршка од земјоделието. Јас зедов трактор пред 3 месеци. ТАФ 45 дуплак. 50. Многу се добри, не пожелувам кој сака да си земе да биде земјоделец, али здрав земјоделец да биде. Работа треба со них. Јаки трактори, добри. Ова програма да продолжи понатаму и така за интересираните кои сакаат, тоа гледам многу народ искат кој сака да реплицира и секој нема да биде одбиен. Максимум од 2 дена ангажмани им се потребни на регистрираните земјоделци во прибирање на потребните документи, за да може да аплицираат по мерките на ИПАРД програмата. Ги поканувам сите земјоделци кои што се заинтересирани да поминат во Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството, да ги подигнат барањата и технички предлог проекти кои што ќе бидат бесплатно изготвени од наша страна. Дел од документите се од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, дел од УЈП. Компанијата тежни да направи што поекономичен трактор, по-пристапен кон пазарите и поисплатлив. Така да нашите трактори, нашите брендови се едни од најдобрите брендови. Исто така, за овој крај многу сме близко до Блешево. Таму е нашиот склад и други информации какви сакаат подетални или технички или комерцијални, таму ќе ги добијат. Ние како компанија точно сакаме да ги спровоцираме сите наши партнери, фармери, кооперанти да аплицираат, пошто програмата ИПАРД развојот Европа го имат направено само преку ИПАРД програмите. Инаку во тек е првиот повик за проекти преку ИПАРД програмата за 2015 година, по кој можат да аплицираат сите заинтересирани регистрирани земјоделци. Младите во Штип се почесто се активираат во хуманитарните организации. Организацијата Црвен крст во Штип има 300 млади членови и волонтери кои покажуваат својата хуманост преку разни хуманитарни настани и активности. Младите се почесто се вклучуваат во хуманитарните акции кои се случуваат во изминатиот период. Бројката на млади членови кои учествуваат во хуманитарните настани е во постојан раст.
Во организацијата на Црвен крст во Штип досега се вклучени околу 300 членови волонтери, кои покрај секојдневните обврски, тие без никаков надомест, се почесто се вклучуваат во хуманоста, потврдуваат од организацијата Црвен крст во Штип. Бројката на млади членови волонтери е постојано, односно е варијабилна, значи таа постојано расте. Моменталната бројка на млади волонтери кои се активни во сите активности што ги спроведуваме тука е некаде околу 300 млади волонтери кои значи наизменично со однос со нивното слободно време, значи учествуваат и прифаќаат да бидат дел од програмските активности на Црвениот крст. Идејата на Црвениот крст во главном е тоа што младите, значи волонтери и членови се всушност движечката сила на оваа организација, така што преку различни активности, различни предавања, едукативни, мотивациони предавања, младите се стимулираат, се со една цел да ги научат пред се основните карактеристики и обележја на Црвениот крст како организација од хуманитарен карактер и потоа да станат дел од оваа организација и без никаков надомест, значи да се вклучат и да учествуваат со нивниот хуман гест. Организацијата Црвен крст со повеќе проекти и обуки продолжува и во наредниот период кон привлекување на што поголем број на млади волонтери и членови. За преостанатиот дел од годинава, Градскиот музеј во Штип со амбициозна програма ќе се реализираат значајни проекти во делот на галериската дејност, во истражувањето и во делот на заштитата. Заводот за заштита за споменици на културата и музеј Штип е институција која главно се грижи за истражување, презентирање и публикување на елементи од нашето културно наследство. Оваа година се одобрени значајни проекти во делот на галериската дејност, во истражувањето и во делот на заштитата. Во делот на галериската дејност усвоени се проектите изложба на Милан Конјовиќ, која освен Штип ќе организираме и во Скопје и Битола, истражување италијанска графика, изложба на бугарски уметници, тоа се уметници кои членуваат во Друштвото на ликовни уметници на Бугарија и во Академијата на соседна Бугарија. Тоа е една интересна изложба. И исто така ќе направиме повеќе активности во делот на превземање на ликовни изложби од со нас значи интересни изложби кои се организирани од други галерии и музеи. Во делот на истражувањето ќе се истражува на Бештепе Анче, еден интересен локалитет, ќе се истражува на археолошкиот локалитет Баргала, а во овој дел имаме и интересни проекти во насока на публикување на досегашните истражувања. Освен овие истражувања, ќе имаат истражување и од областа на уметноста и од областа на археологијата. Во делот на заштитата, оваа година најголем акцент се става на конзервацијата на икони и етаблирањето на галеријата на икони во црквата Успение на Пресвета Богородица, додека во делот на конзервацијата актуелни се и конзерваторските работи во црквата Свети Спас. Делот на конзервацијата ќе продолжи на Баргала. Кон крајот на минатата година беше отворен и музејот на ВМРО во Ново село. При крајот на годината се отвори музејот на ВМРО за Штип и Штипско 1893 година и 1934 година, во кој се поставени документи, оружја, етнолошки предмети и восочни фигури кои отсликуваат активноста на ВМРО, односно периодот кој е опфатен во музеот. Од ден во ден бројот на посетители во музеот се зголемува, а музеот очекува посетители за време на великденските празници. Празнично првата македонска фудбалска лига денес ги одигра над преварите од 24-тото коло. Со резултатот 1:0 Брегалница триумфираше во дуелот со Битолски Пелистер на домашен терен. Во 56-та минута Брегалница успеа да го совлада Пелистер. Стрелец на голот беше Лазар Илиев. Брегалница беше подобра во вториот дел од надпреварот, додека во првото полувреме имаше ривалство од 0:0. Единствената закана кон противничкиот гол на Пелистер беше шансата во 16-тата минута на Јанчевски, но неуспешна.
Ова е втора поред победа на Брегалница едно по друго во пролетната сезона против Пелистер. Со денешниот триумф Брегалница освои плюс 6 бода за опстанок во првата лига. Великденското 24-то коло со резултати гласи: Брегалница Пелистер 1:0, Ренова Работнички 2:0, Силекс Вардар 0:2, Тетекс Турново 1:3. Останува уште надпреварот помеѓу Шкендија и Металург, кој ќе се одигра во вторник на 14 април. Почитувани, тоа беше се за вечерниот дневник на Канал Плюс. Останете со нашата програма и информирајте се за временската прогноза деновиве. Имајте пријатна вечер.